Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Иако канализацијската и водоводната мрежа не би требало да бидат проблем во 21 век, сепак жителите на кумановското село Билјановце денес како да живеат во некое друго време. На пресконференција мештаните и општинскиот комитет на ВМРО ДПМН побараа од градоначалникот Дамјановски ветувањата кои ги дала за време на предизборната кампања, како поставување водоводна и канализацијска мрежа, изградба на ново игралиште и реновирање на училиштето, асфалтирани улици и ново осветлување да ги исполни. Затоа дали ќе се најде решение за маките на овие луѓе, одговор побаравме од првиот човек на град Куманово, како и да не добивме. Близу 500 жители на кумановското село Билјановци покрај тоа што живеат во 21 век се уште немаат основни услови за живот. Повеќето од населбите и околните села во општина Куманово се заборавени од локалната власт. Билјановци е пример дека многу од проблемите со кои се соочуваат жителите тука не се решени, обвини од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Ништо немаме слушнато за повеќето, ниту пак градоначалникот и локалната власт предводена од СДСМ имаат преземено мерки за решавање на нивните проблеми. Такво населено место и Билјановци, во кое се уште не се решени многу од проблемите. Билјановце како да не постои за актуелната локална власт. Жителите на Билјановце по се изгледа се заборавени, така што останаа само празни ветувања од страна на градоначалникот. Револтираните жители бараа од Дамјановски да им обезбеди нормални услови за живење, она кое што многу пати ни го ветивте, исполнете го, му порачаа тие. Канализација, вода. Тој ни е најголем проблем, па саки игралиште ако има овде, има, ако не до година ќе биде. Срамота 2 километра сме одвоени од центар Куманово, немамо канализацију. Ми секојдневно се случуваме со многу проблем. На прво место немамо воду, немамо улици, немамо одвод, канализација, школото треба и она да се реновира, игралиште за деца нема. На прво место као да сме забравени, да не постоиме општо. Па пред избори. Пред 4-5 години кад беше повтор пат цит за дојде, така, не подсетива и... До кој ќе трае вашата неодговорност, го запрашаа првиот човек од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и како што велат, тука сме да ве подсетиме дека вашата лична и партиска кампања воопшто не е важна. Важни се маките и проблемите на овие сограѓани. Остана уште неколку месеци од вашиот мандат. Во тие месеци сите знаеме дека ќе водите кампања со цел враќање на вашиот целосен нарушен углед. Секојдневно се служите со манипулации, разни оправдувања за децениското неработење и со површни обиди колку толку, но за жал, само привремено да санирате по некој проблем. Затоа тука сме да ве подсетиме дека вашата лична и партиска кампања воопшто не е важна. Билјановце се наоѓа на 3 километри оддалеченост од централното градско подрачје. Има околу 100 куќи, а во селото има и подрачно училиште на основното училиште Кочорацин, во кое учат околу 40 ученици до 5-то одделение. Најголем дел од населението се занимава со земјоделство. Поранешните вработени во рудниците за олово и цинк Тораница од Крива Паланка денес одржаа протестен собир кој беше организиран со цел точно и навремено информирање за состојбата со најавеното рестартирање на рудникот. Во исчекување на повторно враќање на работните места во рудникот за олово и цинк Тораница, кривопаланичките рудари, поранешни вработени во рудникот сега стичајци, одржаа протестен собир пред зградата на локалната самоуправа на општина Крива Паланка, барајќи одговор кога ќе се рестартира рудникот и кога ќе им бидат остварени ветувањата за исплата на заостанатите плати. Собирот го организираше синдикатот на работници, кој освен на локално ниво преку гранковиот синдикат побара информации во врска со стечајната постапка и од централната власт. Собирот беше најавен пред се
со намера да се добие најрелевантна информација во врска со постапката врзана со стечајот на рудникот, и за таа цел се обративме до градоначалникот со барање да ни обезбеди таква информација, а воедно преку Гранковиот синдикат се обративме и до премиерот и надлежното министерство, пред се од причина што во изминативе 2-3 месеца имаме перманентно одлагање на главните рочишта на кои треба да се донесат одредени решенија што ќе ја деблокират целата постапка. Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски ги повика и одржа состанок со нив во големата сала на локалната самоуправа, каде им образложи дека веќе наредната среда 8 јуни е закажано рочиште за отстранување на хипотеката од имотот на рудниците, пошто ќе се одржи уште едно рочиште за продажба на имотот на Индоминерали и Метали. Информацијата која ни ја презентираше градоначалникот, а која ја добил вчера на состанок со премиерот на Република Македонија господинот Димитриев, кажува дека за нареднава среда е закажано рочиште во апелација на кое што треба да се донесе дефинитивно решение во врска со признавање, односно одбивање на хипотеката врз имотот на рудниците. Веднаш потоа се договорени термини за распишување за продажба на имотот, кој што еве очекуваме во средата ќе биде растеретен од хипотека, за која што продажба се минимум потребни 30 на дена. После тоа следува, значи, се надеваме успешно завршување на целата постапка и тој тендер, и веднаш постепено рестартирање, организирање на рестартирање на рудникот. На денот на прогласување на стечај во Тораница 19 ноември 2015 година во рудникот биле вработени околу 390 вработени, рудари и административни работници кои имаат признаени и евидентирани побарувања од 3,5 плати, кои според нивните очекувања очекуваат веднаш по рестартирањето да им бидат надоместени. Димитровски потенцира дека ист ваков протестен собир е одржан и во Пробиштип, во организација на синдикатот на вработени во рудникот Злетово. Рече, ги координираат активностите кои досега паралелно се одвиваат, а за следната среда додаде, доколку повторно дојде до одложување на рочиштето, планиран е протест во Скопје. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против двајца жители на Матејче кои ги сомничи дека незаконски чувале оружје. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против 60-годишниот ДЖ и 17-годишен двајцата од село Матејче Кумановско поради постоење на основи за сомнение за сторено кривично дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. Полициски службеници извршиле претрес во домот на првопријавениот во село Матејче, при што пронашле ловна пушка калибар 16 мм, 2 куршуми со калибар 7,9 и 1 проектил калибар 7,9 што ги поседувал без дозвола. Полициските службеници при извршен претрес во домот на малолетникот на улицата Карадачки одреди пронашле пиштол калибар 7,62 мм, полуавтоматско огнено оружје, една рамка и 6 куршуми што ги поседувал без дозвола. Објавен е конкурсот за упис во Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка за учебната 2016-2017 година. Директорот на гимназијата Миле Милковски информира дека има вкупно 340 слободни места за упис во прва година за гимназиска и стручните насоки. За предстојната учебна година 2016-2017 во Кривопаланичкото средно општинско училиште Ѓорче Петров има 340 слободни места, кои ќе бидат распоредени во 10 паралелки со настава по македонски јазик. Од нив, според наставните планови и програми за гимназиско образование, планиран е упис на 170 ученици, а исто толку места се одвоени за стручните насоки. На располагање на учениците им стојат насоките од електротехничката струка, угостителско-туристичка и машинска струка, а од минатата учебна година, согласно направените истражувања на пазарот на труд, воведена е и нова наставна насока за конфекциско-компјутерски оператор од текстилно-кожарската струка. Директорот Миле Милковски информира дека во новата наставна насока предвидено е да се запишат 34 ученика, а како што рече, минатата година поради недоволен број пријавени не била оформена ваква паралелка.
Од оваа учебна година со одобрение на Министерството за образование и наука формирана и 4 степен на насоката угостителски техничар. Од училиштето истакнаа дека наставните насоки постојано ги адаптираат согласно направените истражувања на пазарот на труд во североисточниот регион, а одбираат струки кои се дефицитарни за позавршувањето на средното образование на учениците да им се овозможат конкурентност на пазарот на трудот. Пријавување и запишување на учениците се врши во јунскиот испитен рок, кој ќе се одржи на 28 и 29 јуни, а доколку останат слободни места, ќе биде објавен и августовски уписен рок. Високото ниво на безбедност и хигиена во Средното општинско училиште Ѓорче Петров беа препознаени и на меѓународно ниво. Кратката видеопрезентација на оваа тема, подготвена од учениците, беше наградена со медали на меѓународниот надпревар одржан во Перник, Република Бугарија. Учениците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка учествуваа на меѓународен надпревар за чисти и безбедни училишта, даку учествуваа околу 400 тимови од основни и средни училишта од Бугарија, Србија, Македонија и Словачка. Надпреварот се одржа на 31 мај и 1 јуни во Перник, соседна Бугарија, во организација на Средното стручно техничко училиште Јордан Миланов. На конкурсот ние се представивме со презентација во која беа опфатени сите услови во која се одвива наставата во нашето училиште. Презентацијата беше направена од страна на учениците од трета година, Горијан Пешевски и Синиша Величковски. На конкурсот ние се здобивме со награда за изработената презентација, односно за условите во кои што се одвива наставата во нашето училиште. Секако и се здобивме и со медали. Презентацијата ни беше ограничена во рок од 15 минути, но секако тоа ни беше многу малку време за да ние ги представиме сите наши убавини во кои што се одвива наставата и во која што е изградено училиштето. Тимот од Кривопаланечката гимназија, предводен од професор Драгана Стојановска, беше рангиран меѓу 10 најдобри, а видеопрезентацијата беше наградена со медали. Презентацијата опфати видео за безбедност на нашето училиште, досега што има училиштето и што планираат за воеднина. Видеото подготвувавме околу 2 месеца. Ние како тим од 4 ученика со менторот Драгана Стојановска. Најпрво во видеото го фативме снимките од училиштето за безбедностните камери. Прво собиравме податоци, го снимавме училиштето и на крај го вклопивме во видеото. Конкурсијата беше силна, имаше учесници од 4 држави, околу 400 групи. Кои држави учествуваа на надпреварот? Имаше од Словачка, Бугарија, Србија и Македонија. Задоволни ли сте вие како го представивте училиштето? За прв пат ли го презентирате вие вашето училиште? Да, ние за прв пат го презентираме нашето училиште и сме задоволни. Учеството на надпреварот представува продолжување на соработката помеѓу Средното општинско училиште Ѓорче Петров и Средното стручно техничко училиште Јордан Миланов, чишто резултат се бројни дебати за размена на знаење и искуства помеѓу учениците и професорите, работилници и заеднички проекти од разни научно-наставни области. Во објектот Славече тргна хепенинг забавата за мини матуранти, која до крајот на неделата ќе се реализира во сите објекти на установата Ангел Шајче. Целта на овој хепенинг е испраќање на децата од големите групи и нивно зачекорување кон училишните клупи. Ден како во објектот Славејче се одржува манифестацијата мини матуранти, заменување на децата од голема група во прво оделение, која се одржува во сите 6 објекти. Забавата започна од објектот Кокиче, а завршува на 10 јуни во објектот Бубамара. Оваа манифестација е како завршна манифестација за децата од генерацијата 2015-2016 година, каде што вкупната бројка е околу 300 деца на ниво на установа. И она што е интересно за децата, значи нешто во градинките децата учат преку играта, преку имитативните игри. И сакаме на еден начин да ги воведеме преку оваа игра мини матуранти и символично доделување на дипломите да биде темел на дипломите што следуваат во животот во натамошниот што ќе ги истекнат. Прославата започна со излегување на мини матурантите кои беа облечени во тоги со капи, сбогатена со торта и балони. На овој начин тие го одбележаа денот на излегување од градинка и зачекорување кон училишните клупи. Како традиција на мали ангелчиња би сакал оваа традиција да се прошири, да има пошироки размери. Значи, ова е еден убав чин во развојот на општеството, во развојот на детската психологија, во развојот на мултиетничкиот соживот од мали нозе
Значи, како ја еден партиципент на оваа градинка на Ангел Шајче, во склоп на Ангел Шајче пред 31 година, исто и моето дете завршува на исти начин, само со поширок размер на приредба, на партиципирање во општеството и огромна благодарност на град Куманово, на ова прекрасно општество што ни подари убав живот, убав соживот. Во текст се уписите на нови деца во градинката Ангел Шајче. Сите заинтересирани родители треба да дојдат во централниот објект кај спортската сала да поднесат барање до крајот на месец јуни. Барањата ќе се разгледуваат во јули и примените деца писмено ќе бидат известени. Оваа учебна година ја завршија 1750 деца, од кои 300 ќе заминат во прво одделение. Во галерискиот простор на Центарот за култура во Крива Паланка беше отворена изложбата на слики насловена импресии од авторот Марија Величковска. Љубовитната публика имаше можност да разгледа 20 дела работени во техниката масло на платно. Како подготовка за културниот бран и кривопаланечкото лето, одговорните за љубителите на уметноста и публиката со вкус обезбедуваат интересни настани. Благодарение на богатата годишна програма, нашата публика досега имаше привилегија да ужива во барем една ликовна изложба месечно, па во оваа насока во неколку различни амбиенти се запознавме со бројни докажани и со автори во најава. Токму една од поискусните кумановски сликарки, Марија Величковска, ја искористи одличната соработка меѓу центрите за култура за да се представи пред кривопаланчани. На изложбата насловена импресии беа представени 20 дела, масло на платно работени во периодот од 2012 до 2014. Всушност, ја тие квадратни сегменти во овие абстрактни композиции сакав да ги направам како слика во слика и тука значи да ги вметнам моите доживувања, моите импресии и на некој начин значи преку овие абстрактни композиции да ја раскинам границата помеѓу реалниот и имагинарниот сликарски простор, да дадам возможност да формата значи биде таа која што ќе комуницира со гледачот. За авторката и за овој циклус дела говореше Роберт Цветковски, историчар на уметност од Кумановскиот центар за култура, кој рече дека се потврдува авторскиот идентитет на академската сликарка Величковска. Двајцата први луѓе на центрите за култура истакнаа дека уметниците со делата ги обврзуваат на тесна меѓусебна соработка. Ова е изложба која ни соработка со Центарот за култура од Куманово и искористил оваа прилика да го поздравам директорот кој е тука присутен на оваа изложба. Нашата соработка продолжува и понатаму. Благодариме што одвоја дел од своето време и оваа прекрасна колекција на слики од авторката ја донесла тука во Крива Паланка. Ние вечерва сме среќни поради ова гостување и плодната соработка со Центарот за култура во Паланка. Сигурни сме дека соработката ќе продолжи понатаму. Величковска дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје и досега учествувала на бројни групни изложби и ликовни колонии во државава. Ова е седма нејзина самостојна изложба во која што кривопаланечката публика ќе може да ужива во следните 10 дена. Градежните работи и проектите за железничко поврзување се во тек и најдоцна до 2020 година се очекува Македонија и Бугарија железнички да се поврзат. Железничкото поврзување и определување на спојните точки меѓу Македонија и Бугарија, интензивирање на соработката на железничките компании, како и размена на искуства и на експертски тимови, биле теми за кои разговараа во Скопје директорот на нивното претпријатие Македонски железници инфраструктура Ирфан Асани и директорот на Бугарската национална железничка инфраструктурна компанија Милчо Ламбрев. Асани го информирал директорот на Бугарската железничка компанија дека градежните работи и проектите поврзани за железничко поврзување меѓу двете држави се во тек и најдоцна до 2020 година. Се очекува Македонија и Бугарија железнички да се поврзат. Ламбрев истакнал дека бугарските железници моментално проектираат нови траси на железничката линија кон Македонија. Асани го информирал својот бугарски колега и за моменталните активности кои се одвиваат на коридорот 8, односно железничкото поврзување со Албанија, каде што 50% од главниот проект е направен. Следната средба на двајцата директори ќе биде во Софија, а главна цел ќе биде подобра координација меѓу двете железнички компании. Организацијата за заштита на човековите права Amnesty International бара да се запре враќањето на мигранти од Грција во Турција, следуваат вестите од светот. Организацијата за заштита на човековите права Amnesty International ја повика Европската унија да го запре враќањето на бегалци од Грција во Турција, кој е предвидено со договорот меѓу Брисел и Анкара за запирање на бегалскиот прилив.
Во документот на 38 страници Amnesty International оценува дека договорот Европската унија Турција е незаконски и несовесен. Според договорот, сите легални мигранти кои ќе дојдат на грчките острови од турска територија по 20 март треба да бидат вратени во Турција. Во замена за ова Европската унија за секој вратен нелегален мигрант се согласи да прифати по еден сириски бегалец од Турција, како и да исплати 6 милијарди евра помош на Анкара, да воведе визна либерализација за турските државјани и да го забрза процесот на приближување на земјата кон Унијата. Amnesty International е против ваквиот договор, бидејќи смета дека мигрантите не добиваат ефикасна заштита во Турција. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека САД ќе се залагаат за решавање на кризата во Сирија со политички средства и оти таму нема да ја пролеваат својата крв и нема да ги повторуваат грешките од минатото. Единствено решение за сирискиот конфликт е политичка одлука, вклучувајќи го преодниот период без Асад. Тој бара дипломатски напори, истакна Обама пред дипломците од Воено-воздухопловната академија во Колорадо. Тој додаде дека ниту еден американски војник не е вовлечен во уште една граѓанска војна на Блискиот Исток. Групацијата Исламска држава во моментов продолжува да биде главната терористичка закана за светот, се наведува во објавениот извештај на Стейт департментот за терористичките закани во различни делови од светот. Во извештајот која опфаќа ситуацијата од 2015 година, се нагласува дека Исламската држава останува најсериозна закана во глобалните рамки и се додава дека Исламската држава задржала бројни сили во Ирак и Сирија, а во незините редови војуваат голем број странци. Групацијата сепак ги зајакнува позициите во Либија, каде има околу 5000 борци, се додава во документот. Зголемување на терористичките напади и на бројот на жртвите забележано во Авганистан, Бангладеш, Египет, Филипините, Сирија и Турција. Фудбалската репрезентација на Македонија е поразена од Иран со 3-1 во контролниот пријателски меч одигран во Скопје. На надпреварот меѓу Македонија и Иран одигран вчера на арената Филип II, гостите од Иран ги предводеше Сардар Азмоон кој ги постигна 3 гола за иранците. Првиот уште во 8-та минута за предност на гостите од 1-0. Александар Трајковски само 2 минути подоцна во 10-та минута го изравни резултатот на 1-1. Во 20-та минута одново на сцена стапи Азмон, па со својот втор гол одново и донесе предност на селекцијата на Иран, резултат со кој заврши првиот дел. Во второто полувреме уште еднаш Азмон ја затресе мрежата на нашата селекција и тоа во 60-та минута, поставувајќи го и конечниот резултат на овој меч Македонија-Иран 1-3. Претходно на контролниот дуел со Азербејџан, Македонија забележа победа од 3-1. Женската ракометна репрезентација на Македонија го запиша и петиот пораз во групата 4 од квалификациите за Европското првенство 2016. Поуспешна од Македонија беше селекцијата на Црнагора. Избраничките на селекторот Симе Симовски до 50-та минута има резултат што значеше изненадување, но во последните 10 минути фаворитот имаше серија од 7-1 за победа од 27-21. Црнагора нешто полесно влезе во надпреварот, а тоа Македонија знаеше да го искористи. Двете екипи се менуваа во водство, а резултатот во првиот дел беше изедначен дури 7 пати. По водството на Црнагора на полувремето 13-12, нашата репрезентација направи серија од 4-0 за водство 16-3. Македонија плюс 3 имаше водство до 48-та минута, но потоа следуваше серијата на Црнагора на која и претходеа две сомнителни исклучувања на македонските ракометарки Гагитова и Ристовска. Темпото и малиот фонд ракометарки се одразија на крајот, па Симовски немаше доволно ракометарки во ротацијата, особено што капитенот Елена Ѓорѓиевска се повреди во воведните минути. Најефикасна беше Сара Ристовска со 6 погодоци. Македонија последниот надпревар од групата го игра во недела во Риека против Хрватска. Црнагора со победа е на првата позиција со 8 бодови пред Хрватска и Словенија кои имаат по 6, а Македонија е последна без бод. Најверојатно трите првопласирани селекции од оваа група ќе изборат пласман на Европското првенство. Со тоа што и натаму е најпинпонгарската општина, Крива Паланка ја заслужи честа да биде домаќин на најдобрите 8 јуниорки од Македонија, кои што в недела ќе се надпреваруваат за медалите, а љубителите на спортот се надеваат дека ќе можат да уживаат во квалитетни дуели. Во организација на Пинпонгарската федерација на Македонија в недела во Крива Паланка ќе се одржи топ 8 надпреварувањето за најдобрите јуниорки.
Поприште на битките ќе биде спортската сала на основното општинско училиште Јоаким Крчовски во зградата Партизан, а домакините од локалниот пинг-понгарски клуб, како и досега, очекуваат да бидат на висина на задачата. Затоа на адреса на локалната школа пофалби доаѓаат од сите, кои што потенцираат дека сме пример за преостанатите. На 6 јуни имаме топ 8. Првите 8 јуниорки што се пласира од државното првенство ќе играат меѓусебно. Конкуренцијата е силна, сепак тие се првите 8. Има од Крива Паланка, од Скопје, Куманово и Кавадарци. Меѓу учесниците најбројни се разбира ќе бидат представниците на локалната школа кои што се и фаворити за медалите. Имаме 3 представнички од Крива Паланка: Анета Станковска, Ангела Стаменковска и Ана Стојановска. Очекувањата се Анета Станковска треба да освои прво место. Доминацијата на пинг-понгарките и пинг-понгарите од Крива Паланка во границите на Македонија е факт на кој што сме горди од претходно. Меѓутоа, по успесите и на меѓународен план, супериорноста е за пофалба. Со најсјајното одличие и најважното признание од квалитетно надпреварување во Албанија, поединечно како и во тандем, се вратија Амелија Уце и Анета Станковска. Во Албанија имаше надпреварувачи од 6 држави, од Македонија, Босна, Србија, Албанија, Косово. А тоа какво беше надпреварување? Меѓународно. За која категорија, до која возраст, мислам, сигурно? Сениорско. Сениорско. Ти беше? Јас освоив прво место поединечно, исто така со Ана Стојановска трето место двојки. Пинг-понгот е со богата и успешна традиција во Крива Паланка. Бројните клупски и одличните поединечни остварувања се дело на генерации локални спортисти, а на јуниорките им пожелуваме да се представат во најдобро светло и сите заедно да се радуваме. Кошаркарите на Golden State Warriors победува со 1-0 во финалната серија во НБА лигата. Во ноќта помеѓу четвртокот и петокот, кошаркарите на актуелниот шампион го совладаа Кливленд со 104-89. Првиот надпревар од репризата на минато сезонската финална серија го реши играчите кои секогаш делуваат од втор план во играта на Golden State. Првите звезди во тимот Стеф Кари и Клей Томпсон заедно постигна само 20 поени, но нивниот лош шутерски надпревар го надополнија Шон, кој со 20 поени беше најефикасен кај Warriors, односно Дреймонд Грин 16 поени, 11 скокови, 7 асистенции и 4 украдени топки. Харисон Барс со 13 поени, Андри Гудала со 12 поени, 7 скокови, 6 асистенции, Ендрю Богут со 10 поени. Кливленд го предводеше Кайри Ирвинг со 26 поени, Леброн Джеймс беше на чекор до трипл-дабл со 23 поени, 12 скокови, 9 асистенции, а Кевин Лав имаше учинок од 17 поени и 13 скокови. Светскиот рекет број 1 Новак Ѓоковиќ се пласираше во полуфиналето на Ролан Гарос, каде противник ќе му биде еден од најталентираните светски играчи, австриецот Доминик Тим. Ѓоковиќ во четвртфиналето славеше на Томаш Бердиха, Тим во полуфиналето се пласира по дуелот со Давид Гофан. Новак Ѓоковиќ против Берди го одигра најдобриот меч во досегашниот дел од турнирот, со мали осцилации во играта и славеше со 6-3, 7-5 и 6-3. Српскиот тенисер ја забележа 24-тата победа во 26-тото соочување со чешкиот тенисер. Инаку Ѓоковиќ можеше да биде и дисквалификуван поради една помалку бизарна ситуација. Во вториот сет србинот лошо одигра на брейк топка. Го фрли рекетот, надевајќи се дека тој ќе му се врати во рака, но рекетот полета кон еден од линиските судии, но не го удри. Според правилата, доколку рекетот завршише во судијата на србинот, ќе му следуваше дисквалификација, а вака се извлече само со опомена. Ѓоковиќ и Тим досега имаат одиграно 2 меча и на двата победил најдобриот светски рекет. Манчестер Сити вчера официјално го представи турскиот фудбалски репрезентативец Илкај Гундоган како прво летно заселување. Нивниот нов тренер Пеп Гвардиола не планира да запре со заселување. Англиските медиуми објавија дека на листата на неговите желби се уште 3 фудбалери. Тони Крос е прва негова желба, а тука се уште и Пол Погба од Јувентус или Рој Сане од Шалке. Времето во Македонија сончево со умерена облачност. Во попладневните часови можен е локален развој на нестабилна облачност, проследена со краткотраен дожд и ретки грмеши.
Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Дневникот. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.